Зборувавме дека Никола Груевски ги краде изборите, дека со фалсификат изборни циклуси се одржува на власт, дека за таа цел противуставно и противзаконски ги користи сите државни институции, дека употребува неуставни и незаконски механизми за контрола на гласачкото тело. Денеска почнуваме да ги разобличуваме изборните грабежи, што ги прави Никола Груевски со неколкумина негови соработници. Од скандалозните јасни и конкретни докази ќе слушнете како, во вистинска смисла на зборот, оваа група на власт ги мести и ги краде изборите во Република Македонија. Од денеска, почитувани граѓани, почнуваме со презентација на злоупотребите на Груевски и тесна група околу него при изборните процеси и грабежите на изборните циклуси во Македонија, незапаметени во светски рамки. Ќе обелодениме докази од се што правеле, од криминалите со издавање фалсификат лични документи на лица инструирани да гласаат за ВМРО-ДПМН, преку казни во илјадници евра на фирми, такси компании, најбезобразни притисоци врз земјоделците, администрацијата, наставниците, врз најранливата категорија граѓани, социјално загрозените. Ќе видите како ги злоупотребувале пензионерите, како од позиција на власт масовно ги злоупотребувале институциите, што во текот на изборниот процес и за време на денот на изборите работеле како изборни штабови на ВМРО-ДПМН. Ќе станете сведоци за нечовечките и недозволиви притисоци што одат до одвратни закани за завршување на семејства во ендек. Почнуваме со неколку области што јасно укажуваат на овие злоупотреби и кражби на избори. Во првиот сет од 5 разговори ќе слушнете за криминалот со лажни гласачи, во кој учествуваат лично Никола Груевски и Гордана Јанкуловска. Ќе слушнете како Јанкуловска признава дека во станови од по 40 квадрати се сместени по 50 луѓе од Пустец, на кој МВР им има издадено лични карти, што е договарано, како што вели самата Јанкуловска, кога биле кај премиерот. Ке слушнете признание од разговор со Јанакиевски, дека во Скопската општина Газибаба едни исти луѓе, донесени од Свети Николе, по 10 до 15 во стан, се водат на повеќе адреси во општината и гласаат по неколку пати. Ке слушнете разговор меѓу Јанкуловска и службеничката во МВР, која известува дека во село со многу мал број гласачи ставале по 44 луѓе во една куќа. Ке слушнете разговор меѓу Груевски, Јанкуловска и Јанакиевски, во кој што Никола Груевски за загубата на ВМРО-ДПМН во центар лично констатира, цитирам, прв круг да ни беа преспанците, ке завршевме работа. Ке слушнете како Јанкуловска дури се подсмева со луѓето од Пустец кои ги донеле да гласаат во Скопје. Еве ги првите 5 снимки за денеска. Освен случај ако не ова име една фаза од приказната, знаеш. Ама не верувам, пошто тоа би значило дека имаат докази, па сега да кажат една вест, уште една, па за утре да извадат нешто, знаеш, ама они што може да извадат, што викаш, ова е затворено пред 20 дена. Не знам дали се печати сега нешто меѓу време. Ова карти и тие се испечатени. Да, тие им се испечатени, луѓето си ги имаат. Има една ризична работа, ама таа ја знаевме ние, и затоа инсистиравме да дадат повеќе адреси комитетиве, како што знаеш, имаме по 50 души у стан од 40 квадрати. И сега, тоа е. Добро, ама тоа, они може тоа да го видат секоја адреса? Може, тоа го пишува у избирачки список. Пошто нели пишува адреса, Кирил Божиновски, таа и таа адреса, број тој и тој. Да. Тоа може, да.
Ама тоа е, ние го знаевме, ти знаеш и кога бевме кај премиерот, јас инсистирав да дадат комитетиве адреси, ама комитетиве не дава. Да, и поише, ама нема врска, бе? Нема врска. Мислам дека... Тоа е сега. Како ти е? Тоа е, да. Океј. Ока, ајде, поздрав, чао. Кире, овде што се одгази баба од Свети Николе. Тие се на една адрес или на 7 на многу? Не, на распоредени. Ама дали има на една адрес од 10-15 души? Од нив? Да, се повторува, да. Се повторуваат, сите се повторуваат, но се вртат округ. Ало? Вики, кажи. На брзински. Значи, ваква стои ситуацијата. Проверките се негативни, знаете. Значи, со оглед на тоа што ги пријавиле 42 во една куќа, 44 во друга куќа и тоа во села со жители од 40 скупно гласачи. 44 на една куќа ги ставаат, негде 19, негде 22, негде 42. И сега, единствено што може да се направи, а од друга страна се плашиме, нели све излезе по медиуми. Таа раководител на управни служби била комуњарка. И сега единствено според Смонаде може да побараме ние уште еднаш да пуштиме проверки, да се обратат управниве служби, уште еднаш проверете уште еднаш овие лица дали се на наведени на адреси. Нели по реакција на барателов. Меѓутоа, не знам пак да речеме од 44 барем 10 да ги направиме позитивно. Значи, ако Ептен Значи не е Ептен да боде очи. Да не е апла, ама това да бидат. Нешто да направиме од нешто, ама не апла. Затоа што сега сме под обсервација и многу се плашам пак да не активираат ОПСЕ, па да не лајат, попетето не направиме. Јас притисок да го направиме побрзо, пошто како што секој помина ден, притисокот е поголем. И ако не може се, ја затоа уште 3 месеци ги притискам. Значи, со секој поминат ден поголем е притисокот. Ако не може се, барем делумно да се заврши работа. Барем делумно. Утре да имаме чиста ситуација да знаеме. Ако се 200, ако се 10, ако се 500, знаеш. И веќе да се затвори. Сега вака, ќе побараме за сите нови проверки. Онаму кај ќе можат, кај што ќе изменаџира менте со наши полицајци, значи тоа е битно наши, никој да не ради. Колку што можеме, колку што можеме ќе дадеме позитивни. Сите други ќе ги врачиме негативни решенија. Ќе им кажеме на луѓето, поднесете наново барање, ќе се изменаџираме поубаво со адреси. Ако стигнеме за втор круг на изборите, дополниме, ќе дополниме колку што може. Ако не за наредни други избори, многу треба да видиме внимателно затоа што сме под обсервација. Значи не може у село кај што има 5 жители. Да, и после викаат, од координаторите не е изменаџирале на локално ниво убаво работата и сега полицијата крива. Не, значи, колку што може, толку да гледаме, да може повеќе. И со памет. Ама со усу, значи... Миле, како е? Капиштец има 2 избирачки места, водима вака сега на 23 избирачки места обработени. Да. А необработени 43, водиме за 140. Мешано. Значи, таму и тие ке што секи. По моје, значи, ќе биде плюс минус 600 гласа. Значи, и може да има втор круг, и во просек општина Центар имала неважечки ливчина околу 1000-1500. Може и таа варијанта. Аха. Значи, да ни беа овие предпансиве, ќе се вршиме работа. Да. Да. Окей, ми, дај. Јавувај ти од време на време. Како резултат? Ваше. Ајде. Тамо. Драно. Вика, Ристо го пуштивме да ни каже од лице место. Вика, една од СДС се држи за радиатор и ме гребе и ова се мама од радиатор. Со вецинјава идат и гласаат и ќутат. И кливаат со глава. Тој еден муд жандар и вика, Господи, отстапи. Мудница. Ама знаеш, таму е стварно мудница, ама си гласаат луѓето. Мислам, ја многу би сакала да видам како изгледа оваа, како се мама од радиатор и му вика, Риско, тебе те знам, ке видиш ти убаво. Ако знае и кај работи.
Да, 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 Циркус, да. медрано. Лудница, Да. ама добро е, добро. Абе, А? луѓето човечињава си гласаат. Тоа е се споредно што ти кажувам. Сите будалитинки се пуштени таму на интервенција. Много Знаеш, мислам, провокации што ти не, ама да, битно, човечињава за рака се држат, влегуваат и гласаат и патент на уста. Па ги снимале за рака кај шо одат, па ги објавиле на Либертас или на не знам кој циркус е, мислам, удница. Ние сега ќе организирам у 7 искачаме, викаме беше фер, демократски, мирно, нема пријави, освен овие за струга ќе оставиме просто. Да, 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 друго. Друго прогласуваме победа. Да, да, да. Хајде, Ајде, чао. чао.